поддршка и успеавме да слушнеме навистина значајни информации, особено во делот на тоа на начинот и колку имало интерес и како биле искористени овие средства. Меѓутоа начинавме и навистина значајни теми, а особено во делот на она кое што ја го спречува приватниот сектор да отпочне со оние навистина неопходни инвестициски циклуси кои што се потребни за овозможување на раст на македонската економија. Гледаме дека во изминатите квартали имавме навистина стагнација, особено по основ на растот на бруто домашниот производ и дел од причините кои што ги детектиравме зашто е тоа така најпрвен беше неформалната економија и она кое што сметаме дека е најголем проблем во сите сектори, а особено во нашите анализи, она кое што го детектиравме е дека според анализите кои што ги имаме во транспортот, градинштвото, туризмот и гостителството, генерално услужните дејности, а потоа и земјоделството, најмногу е застапена сивата економија. Тоа е најголем предизвик кој што компаниите го имаат, односно регистрираните компании го имаат и една нова појава која што се случува во последно време е бидејќи има огромна нелојална конкуренција на пазарот и на сите оние субјекти кои што се регистрирани, односно на нашите предпријатија во приватниот сектор, се јавува една нова појава која што е дерегистрација на македонските компании и нивно преминување во сивата зона. Со цел да се спречи оваа нова појава, односно преминување на нашите предпријатија од регистрирано работење во нивно дерегистрирање, бараме навистина итни мерки со кои што институциите на власта ќе пристапат кон тоа да се изнајдат сите оние кои што нелојално партиципираат на пазарот и едноставно да се исклучат од нивната можност да бидат нелојална конкуренција на нашите македонски домашни компании, а во исто време и да се овозможни истите да дотираат во буџетот, бидејќи во овој момент тие не партиципираат со ниту еден динар во македонската економија. Начнавме навистина и други значајни теми, меѓу кои што е и правната сигурност на компаниите во Република Македонија, особено во делот на градежништвото, каде што се неопходни известни интервенции од централната кон локалната власт и интервенирање во аспект на тоа да се овозможи правна сигурност на македонските инвеститори по основ на неукинување на веќе донесени закони и прописи, особено не ретроактивно, каде што не само македонските компании, туку и македонските граѓани веќе инвестирале, вложиле собствени средства, за да истото не се овозможи ретроактивно да биде укинато и да се предизвика едноставно прекин на инвестицијските циклуси кои што се превземени. Доколку имате некои прашања, би сакала да ги начнеме, меѓутоа и само уште една работа да ви кажам, дека според анализите кои што ги имавме на последните состаноци, не само со ОЕЦД, туку и со Светската банка, во учеството на компаниите во Република Македонија кои што се борат против оние кои што работат нерегистрирано, е најголемо на Република Македонија во основ на регионот и тоа е 55,5%, односно најмногу во регионот и тоа пред Црна Гора со 52,4%, Хрватска со 48,2%, Албанија со 40,2%, Србија со 37,5% и Словенија со 26,5%. Значи ова е навистина алармантна бројка. Учеството на неформалната економија од над 30% во македонската економија е алармантна бројка и е нешто со кое што треба да се избориме, бидејќи, како што знаете, ова е нешто кое што може да доведе до експресно тонење на македонската економија или инпутот на оние компании кои што легално работат во Република Македонија. Сега би сакала да му дадеме збори на министерот Шапнич. Неколку збора. Еве, имав денеска прилика и се уште имам да разговарам со управниот одбор на Сојузот на стопански комори, каде што отворено, како што каже председателката, дека разговаравме за некои проблеми околу регулатива. Пред се почнавме со мерките за економски раст, кои што се применуваат и кои што ќе се надградуваат, верувам, во иднина и кои за прв пат даваат една поддршка на домашните компании. Друго е прашање дали во иднина може таа поддршка да биде поголема во сите тие три столба, но исто така еве да кажам зашто дискутиравме дека повратот на да води многу побрзо. Ние дискутиравме за многу проблеми овде и тие разговараме, но морам да кажам дека дел од тие проблеми се напластени повеќе години. Не сакам тука да оправдавам и да зборувам нова стара власт, но еден дел од тие се системски, некои поединечни
како што кажа председателката, барањето на бизнис секторот на овој беше на поголема некои системски решенија се разбира околу измена регулатива за подобрување на бизнис клима, но исто така некоја поголема ефикасност на одредени инспекцијски органи. Зборувавме дел од овие проблеми спаѓаат во судството, односно во реформите на судската власт, каде што централната власт има надлежности да носи регулатива, да прави измени, но таа мора да кажем дека е независна. Потоа зборувавме околу евроинтеграцијски процеси, што значат вклучување и дека остануваме и понатаму како влада максимално вклучени за постојан диалог, не еднаш да се видиме и потоа да се заборавиме, што се вели, туку да имаме перманентен диалог, не само со мене, со целата влада, и да видиме што може да се разбира. Најотворено зборувавме и за проблемите, и за добрите работи, но и за одредени работи кои што треба. Ова што беше кажано, дека измената на дуповите е еден од проблемите, се разбира покрај сивата економија, што спаѓа во општините, барањето беше да се потикнат, но и проблемите околу финансиска дисциплина, каде што беше укажано како дел само од, помал дел морам да кажам, од јавните предпријатија доснати на институциите на централна власт и општините од кои знаете дека имаат некои напластени долгови и блокирани сметки веќе 15 и повеќе години. Благодарам, има неки прашања. Благодарам. Повелете да се прашања. Госпоѓа Данила Арцовска, значи, рековте во последниот период оваа аларментна состојба со сивата економија. Дали се дерегистрацијата, дали се поклопува со актуелната власт од предпоставки, дали е тоа на никои слаби контроли кои што се вршат резултат, што сметате вие, на што се должи тоа? Вака не. Да, вака сега, значи, не е дека ова е појава која што од денес или од вчера, ние алармиравме за прв пат дека ова отпочна на крајот на 2015 година. Значи, сивата економија постоела и постои, и ако ги видите бројките кои што не само нашите анализи ги јавуваат, ние тогаш излегавме со анализите дури пред меѓународните организации да излезат со бројките. Меѓутоа, тие беа во рамките на околу 20% на тоа колку опфаќа неформалната економија, односно сивата економија во делот на економијата во Република Македонија. Проблемот е што масовна дерегистрација е забележана во 2018 година. Тоа значи дека, сега народски кажано или така накратко да го објаснам што би значило тоа. Тоа значи дека компаниите не гледаат известни промени, дека сите оние кои што работат во неформалната зона, односно или на црн пазар, ако сакате кажете го, дека се бараат, гонат или ставаат, вметнуваат на пазарот во Република Македонија. Од таа причина тие ја бараат својата заштита во тоа што ќе преминат и тие во неформалната зона, сметајќи дека таму се сигурни и никој не може ни да ги најде, ни да ги гони. Не зборуваме за оние кои што работат, па да кажеме ќе им се најде неправилност во работењето, тие се сите регистрирани компании. Зборуваме за оние кои што немаат нити регистрирани фирми, нити регистрирана дејност, работат како физички лица, дури некои од нив имаат и цели погони каде што работат, произведуваат, меѓутоа не фигурира никако правно лица. Работат комплетно на стибиот или дури во делот на вработувањата на црниот пазар или на трудот конкретно. Имаат и по 70 и по 80 вработени. Се работи за еден тренд кој што рапидно почна да се зголемува во 2018 година. Бројките со кои што излегува ОЕЦД се дека во минатата година, а отпочнувајќи во 2018 година, тие забележале за 2017 бројка од 25% официјални податоци објавени пред точно 3 недели од седиштето на ОЕЦД. Благодарам, само да дополнам. Значи, ние ќе ги провериме овие бројки, дали се работи за компании кои со години биле условно кажано неактивни. Од тие друга страна има па барање дека процедура за затварање фирми е многу голема, долга и скапа. Значи ќе ги провериме бројките, но се и причините за тоа се потребни по опсежни анализи. Дали се работи дека тие преминале дел на црна економија, дали биле блокирани и точки Подмирување ги става. Подмирување, ќе видиме кои се причините, дали поради неактивности и затоа еве кога ќе иницирам одредена состојба каде што ќе се утврди бројот
колкав е компаративно со изминатите години, но борбата против сива економија треба да биде постојана задача пред се на инспекцијските органи. Но ова посебно ќе се провери кој е трендот и кои се причините, многу е битно. Ние знаеме дека има голем број фирми кои се со години неактивни. Затоа е потребно прво точни податоци, ќе ги провериме, ќе ги известиме и потоа се разбира и пообсежни анализи. Благодарам. Повелете со други прашања? Господин Шафрич, бизнисот веќе алармира дека навистина е сериозна ситуацијата со сивата економија. Дали не цените дека треба навистина некои алармантно се постават заштитни механизми за да може да се реши ова? Апсолутно поефикасна јас ќе работам на ова. Но не можеме да кажеме дека сивата економија е од вчера. Дека е таа. Ќе ги провериме мерките и тоа, но еве посебни дописи ќе упратам до сите инспекции, ќе упатам врз база на овие дискусии. До каде, до што, како е, да имаме една компаративна слика. Имате ли вие други податоци освен ова? Значи, податоците ќе ги провериме со централниот регистар и околу затварање на фирмите, споредено и ќе ви информираме, но исто така и кои се мерки, кој е процентот на сивата. Фирмите алармираат, точно е за... но таа не... Борбата треба да е перманентна, не кампањска. И не можеме да кажеме дека сега, не зборувам ова власт, претходна власт, дека сивата економија од денеска се. Но таа борба треба да е перманентна, но тука, согласно пределбите за отвореност, постојан диалог со сите министри, не само со мене, и со коморите, но и со други асоциации, издруженија, невладиниот сектор и така натаму, да се утврдат заеднички причините. Значи, треба да се има, ако збориме работа на црно, треба да има, се разбира, јаки инспекцијски контроли, но исто така и од ваша страна кооперативност со тие инспекцијски органи да укажувате на општи состојби, системски, тоа е се во ред, но и на конкретни примери. Каде, која фирма работи? Ние, дискутиравме, не мора овде на овој состанок, но не сме чуле да кажете тој и тој ја затворил фирмата, заради тоа и тоа, и се префрли така натаму. Не мора ни оно. Зборуваме сега, ако не посочуваме, ако не се работувате вие со инспекцијските органи, се разбира, тоа е нивна работа, но многу е битен и партнерски однос да се каже. И јас очекувам, не мора на оваа средба, не мора со мене, да се каже, тие 4-5 фирми затворени се, поминале отворено, зашто да не? Ако го кршат законот, нека биде кажано и тоа. Лака зборуваме дека има и верувам дека има, но мораме да кажеме и кои се конкретни. Кажеме 4, кажани бе и некои сектори се разбира конкретни, но поголем дел бе општи дискусии, останува понатаму да го конкретизирате. Вие кажавте конкретни мерки, конкретни субјекти, не по име и презимено, по дејноста и така натаму. Мора да се каже. Мора да знаеме кои се. Вие алармирате, тоа е во ред, но мора да кажете тие и тие ја нарушуваат конкурентноста поради дерегистрација или поради црна економија, сега некој или сива. Дерегистрацијата е последица, таа не е причина. Но, да, последица, но и тоа ќе го провериме. Најголем дел е да имате соработка со инспекцијските конкретно да укажувате. Овдека беа најмногу укажани, јас верувам дека и пазарниот инспекторат ќе ги зајакне своите капацитети. Во последните години нема ни возила и нема луѓе, дека зборуваме за голема администрација, што е точно, но одредени сегменти како што е пазарен инспекторат и сега верувам дека ќе биде. Но од друга страна па бизнис секторот па бара често пати вика па нека не опоменуваат, нека не казнуваат, значи има разни, некои викат премногу регулирање, некои мала регулација, така да треба да се најде баланс согласно. Но важно е да има диалог и вашиот збор секогаш ќе се слуша и вие се разбира можете и да критикувате и се да давате мерки, не само да седнеме да се пофалиме едни со други, се е добро и да заминеме како поминавте супер, а проблемите утре да се отворено ќе разговараме. Благодарам. Дали имате други прашања? Да, уште едно прашање, да молиме, пошто кажете 20% од... Тоа е вкупниот број фирми? Не. Тоа е вкупниот. Ќе ви известам, јас нина ќе проверим. Вака сега, дерегистрацијата не е само формална, туку е неформална. Ние зборуваме затоа што застапуваме на вистина голема бројка и ја гледаме истата не само во тоа што самите фирми како такви ги затвараат компаниите, затоа што знаете дека тоа е процес кој што Долго трае. нема проблем. Значи се работи за еден процес
процесот зборуваме за затварање на една компанија, знаете дека процесот на отварање на компанијата навистина брз. Процесот на затварање на една компанија веќе е комплициран процес и е индивидуален за секоја компанија, бидејќи зависи од тоа дали компанијата има доверители, дали има долгови према добавувачи, према државата. И не е толку едноставно да вие една компанија која што работела со години на пазарот ја затворите, нити се затвара таа за еден ден. Тоа е долготраен процес. Меѓутоа, она кое што го гледаме дека компании кои што биле навистина активни на пазарот, сега одеднаш знаете дека луѓето работат, знаете дека луѓето делуваат, меѓутоа компанијата ги намалува деловните активности, истото се сведува или ако не на 0, се сведува на 20 или на 30%. Повторно не дека тој не работи, туку дека се префрлува во делот на сивата економија, го префрлува своето работење и работи нерегистрирано. Луѓето менуваат локации, луѓето работат повторно иста работа која што е работела, меѓутоа не работат регистрирано, затоа што гледаат дека оние кои што воопшто не се регистрираат во системот поменуваат полесно. Не се проблем во нашата економија оние кои што се дерегистрираат, тие се само последици. Проблем се тие што работат воопшто без и да се регистрираат во системот. Вие кажате податок од ОЕЦД од 25%, да. Тоа е дали од вкупниот број на компанијата? 25% е Големено вкупниот инпут во економијата. Сивата, Тоа се луѓе кои што работат во економијата и во вкупниот процента на економска ОЕЦД, не точно 25%, не на субјекти, туку во економијата, така. Според нашите анализи е истата на 30%. Тие таа ја дадоа за крајот на започнат 2017 година. Повелете дали имате кој прашање? Благодариме. Не се продолжиме ше пола сат, може, па друг пат пак да се види тоа сат. Кои секторски да викаме други, ќе ги подготвиме на овака регистриране. Да, е било сигурно дека има